Здраво на сите! Добре дојдовте во моето ново видео. Денеска снимаме нешто што го немам правено веќе година дена, а имав претходно 2 видеа објавено за ова што поминаа стварно многу добро. И сега Tokyo Treat повторно ми испратија нов пакет каде што јас ќе пробувам јапонски производи. Има благи, има солени, и може да има и некој пиелок. Стварно не знам што има внатре, така да имаме тука скалпер кој што треба да ни го отвори пакетов. Сум станал више професионалец во отварање пакети. Сакате ли вие да видите што има прво? Ајде. Еве ви вие да видите, јас не гледам. Би видел во камера, али знаете ли ќе имам лош вид, така да не гледам ништо таму на екранчето. Убави ли се работи? Сега ќе видиме. Абе ако Life is a bitch. Гледайте каков Doritos има. Добро, вие ќе ги идеме едно по едно. Јас само сега сакам вака да си расчапкам. Еле, сега прво ова ќе го отворам. Прво ова ми привлече внимание. Ова, појма немам шо е. Сега ќе го отвараме ова. Пишува нешто дека е чоко бар. Добре, сега има и англиски зборови. Некојаш не се снаоѓа мич. Што е ова бе? Крем банана. Изгледа го крем банана, ама мислам дека нема да биде такво. Ајко бисквита. Ао како е. Не гледам дали фокусот функционира најдобро, мислам дека функционира. Куле. Не е многу благо, онака е чоколадото скоро и кога го нема. Онака е скоро неприметливо, али многу е суво. Тоа сам би рекол, иначе вкусно е, добро. Имаме ваква лента цела. Ќе речев семафора, ама има и плаво. Шо се овие, не знаеме шо се, али ќе... Еве ќе земе најдолното плавот. Еве да ги видите. Да ви доближам какви се. И еве ги какви се внатре. Има кој некој се вкусна сланина, али шо е најблиску кај нас вакво? Можево ние фанки шо бе или нешто такво, таков вкус има. Само што за разлика од фанки нели се ти се топат уста и тоа многу ги сакам кај фанките кај нас, а вие се многу тврди па. Дај Доритосов го гледам, од кога гледам Доритосов. Ева го, да го пробаме него. Ако нешто добро прават, тоа е пакувањава што не се отвараат и толку добро ги... Не бе не, мире вака да го... Ајде брат, отвори се. Се изморив друго отворам. Чекај прво да... Ја... Леле, со шо вкусува, со кромит ли е? Колку го осеќам. Ова е кромит бре. Пишува тука limited, така да вајда нешто лимитирано, something што не се продава вајда скроз, не знам. Али ја иначе многу сакам Doritos, али сега ќе видиме. Па ти да го пробаш ова, внатре како личи, и да отидеш на дейт после ова, па мислам дека тоа ќе биде последен дейт. Знаете колку е добро. Во моментов сигурно ми труе здивот, зашто ова колку јако мириса, не можам да ви опишам. Може би за некоја година, деценија ќе направат, ќе измислат технологија и мирис да пренесувам преку видео. Кога го јадеш, не се осеќа толку вкусот, значи најмногу е мирисот, али кога го јадеш не се осеќа толку бре. Мене ова стварно ми се свиѓа. Ова е прекрасно. Јас не можам да се водржам, да продолжам да снимам, да го оставам ова да не го изедам цело. Не запамтете го каков е Doritos со не знам дали ова кромит лук ли е, што ли е. Запамтете го ако негде го начекате некад во животот или ако сакате може да си нарачате Tokyo Treat. Ова е врв. Сега ќе ми биде многу криво што не постои кај нас за да си го зијам. Ако некој ме слуша, Doritos Македонија, ако постои нешто такво, донесете го врв. Ајде сега, дека многу е солено, идеме на... не знам што е ова. Горе пишува нешто Фелис. Ево какво е, да не знам, и светло малце ви света, али еве го како изгледа. Во претходните делови пиев и продзир на Кока-Кола, пиев и некој си чудно Пепси од нешто. Сега ова е прв пат да ми имаат пратено сок што воопшто не ми е познат брендот, така да ова не знам што е, али... И сега Стефан чисти. Од секогаш се прашував за што ќе ми се најде волкава тоалетна што стои во кујна. Еве за што ќе се најде. Епа додека стигне од Токио во Македонија, тоа толку се мучкало, Стефан не ни размисли, а дека во претходните делови отварав само пластични шишиња и колку толку имав поише контрола, гледав што се дешава, не можев да направам ваква беља, али лименкава се отвори убаво. Ајде да видиме барем дали вредеше. Сува е зелено. Не, сакам да го сипам у чаша да го видим. Ајде да видиме.
Го знаете оној вкус на ништо. Ова нема вкус на ништо, газирано е. На што има најблиску вкус, не знам да. Тука пишува дека е вакво бре. За тоа мене не ми е убаво. Тука пишува мелон, тоа ти е диња. Јас лично ѓам сокови од диња, на тоа има најблиску на диња, али и таа диња е толку разредена што е блиску на ништо да не мириса. Океј, продолжуваме понатаму со... Не, дај нешто помало, ништо помало не отворив. Еве, што е ова? И ова е нешто што е скроз скршено или не знам што е, ова треба да е некаков си вид на сладолед. Го фаќам дека е распаднато, малце, ама да видиме што се дешава. Ау, не бе, има прав внатре. Ова е. Внатре во ова има прав. Сега треба го пробам. Кога си пробувам без да прочитам нешто, не дека имам опција, не дека нешто можам да прочитам, вкусно е. Сега можам валја правот кога нели е мокро и еве се лепи ова правот на него. Тоа право да е многу повкусно од лижавчево. Али има вкус на типични мастики и лижавчиња благи што ги имаме јадено комали, така да ништо посебно што би го објаснувал. Тука има некој си Kit Kat премиум што има вкус на праска минт. Значи, што значи тоа, луда праска ли? Леле, зашто не им се отвараат работиве? Вакви се внатре. Вакви мали. Неколку јако мириса, иначе сите се такви мали. Еве почаста да земете си и вие. Еве го како личи. Ако нешто обожавам со јапонскиве сладки благи и све тоа, е тоа колку експериментираат, колку сите комбинации се толку чудни, али чудните се само на почеток и на крај почнуваш толку да го засакуваш и да уживаш од тоа е страшно. Значи ова луѓе, значи Kit Kat го памтиме како нешто најблаго, ова ти уствари дава на вкус на лута бомбона, кон мастика да си каснал со вкус на праска, ама е сепак чоколадо. Не знам тоа така би го објаснил ова, али е превкусно значи. Ако слушате таму, си лае Луна, али Луна не сме да јаде јапонски работи, така да знаете што се дешава. Има тука некои смоки, те молам отворе, те се полесно. Леле, луѓе не се отвараат работиве, како да ви објаснам. Еве вака ќе ги отварам, гледате колку лошо ги отворив. Така ли ги отвараат работите во Јапонија? Ова не ми се свиѓа. Ова дефинитивно не ми се свиѓа, не знам од што се, зашто не може ни да прочитам, али има некој тежок вкус. Овие пак е нешто чокоминт. Пак се некои благи... Шо ова? Зашо има котањерче ко со сладолед? Шо е ова? Не бе вакви се. Бомбонице бе. Бомбонице некои внатре се пак вакви со многу внатре. Еве го како е, бомбонче е некој. Тоа што го зборев пред малце. Значи ова сега има вкус на чоколадо, има вкус на лута чоколада. Ама ова не можам да кажам дека ми се свиѓа ко Kit Kat-от. Најмногу би го доближил на оние бомбончиња што имаат вкус на кафе, али јас никад не ми се свиѓал вкусот на таквите, така да вајда на многу од вас може би ова би ви се свиѓало, али мене не ми се свиѓа. Леле кучињава сите се против мене, не ми дава да снимам. Што се овие? Ова излезе од тука. Како се отвара ова сега? Едва и успев да земам еден од браќава. Еве го, ова треба се јаде сега. Има вкус на некој си грозија, на некој вино. Имаше, мислам, нешто вакво слично и во претходните делови, исто така не ми се свиѓаше, така да не знам што е со ова. Што сте вие? Леле, пак сте некој... Дали луѓето во Јапонија ги отвараат вака ствари? Смока. Ја појма немам што е ова, ама ова е убаво и нешто е луто. Texas Corn пишуваат позади. Супер ми испадна. Еве како изгледа. Ова е стварно вкусно. И за последно ќе го пробам. Леле Луна. За последно ќе пробам ова. Ова. Јао. Значи како ги пакуваат работиве? Ова е мастика. Ова е превкусна, највкусна мастика што некад имам пробано. Не ли знам ни што вкус ова. Пишува дека многу кисела, што гледате од мојот израз,
И пишува дека е праска. Кисела е многу ба. Ќе ја фрлам за не ви зборам со мастика. Тука ќе завршам ова видео, како и сега пат ми беше многу интересно да пробам нешто различно што го нема кај нас. Сега комшијата музика пушти по-одлично, само што ти фалеш. Многу беше интересно да пробам нешто друга култура што не постои нешто вакво слично кај нас и се надам дека и вас ви беше интересно да ги гледате моите реакции. Ако сакате да нарачате нешто вакво, имате линк доле. Ова е Tokyo Treat и стварно според мене мислам дека вреди зашто стварно се работиме многу поразлични од кај нас и интересно едноставно да си пробате нешто вакво различно. Тука ќе завршам видео. Фала ви премногу за целата порачка. Лајкнете го видео ако ви се допадне. Не заборавајте да се субскрайбите на мојот канал и ние се гледаме во следното видео. Чао!